Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Во минатото, мирувањето во бременоста се сметаше за златно правило кај сите трудници, но денеска препораките се поинакви. Кои се бенефитите од физичката активност за време на бременоста, ќе ја запрашаме доктор Виолета Николов, гинеколог-акушер, во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност да поставите и прашања во програма. Останете на Телма. Физичка активност во бременост. Да или не? На оваа дилема разрешување ќе побараме од денешната гостинка доктор Виолета Николов, гинеколог-акушер во приватната клиничка болница Жан Митрев во Центарот за мајка и бебе. Добре ни дојдовте во студиото на Телма, докторке, и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до гледачите. Се надевам дека ќе уживаат во оваа тема, секојдневна, не секојдневна. Така, секојдневна, не секојдневна, бидејќи препораките постојано се менуваат. До пред неколку децении мирувањето за време на бременоста беше златно правило за сите трудници, но препораките со текот на времето се менуваат. Ке започнеме со тоа што значи за трудницата со нормална бременост да мирува. Постојат ли некакви ризици? Вака, ако зборуваме првен за нормална бременост и да мирува, тие два поима не се мечуваат никако, бидејќи денеска трудницата е здрава, права особа која што и не треба да мирува. Порано се препорачувало бидејќи она е во сега бременоста е друга состојба и дека треба повеќе да одмара, дури да јаде за двајца, се препорачувало. Меѓутоа една статија читав сега брзо, па на српски вика бременоста, нели, другом стању. И други услови, значи сега се во текот на бременоста треба да почитуваме, за да почитуваме одредени услови и бременоста да остане да биде здрава и да има нормален тек. Нормален тек се до породувањето, кога таа треба да се припреми и самата бременост да заврши во најдобар тек. Да заврши бременоста, да се роди детето и постпарталниот период да продолжи во најдобар можен тек, а трудницата и постпартално кондицијски да го задржи здравото тело. Докторке, доколку трудницата премногу седи и мирува, може ли да се јават некакви проблеми, да речеме, со циркулацијата? Ќе се зголеми ли ризик за тромбоза? Ќе има ли некои такви ризици? Во секој случај ризик постои од седење, од лежење. Меѓутоа тие состојби кога се препорачуваат најчесто се по индикација. Главно треба трудницата да знае во принцип сите што се неактивни трудници пред да остане бремена. И за време на бременост таа сака да си одмара, сака да лежи. Меѓутоа препораката е да не лежи, бидејќи има зголемен ризик, посебно за длабока венска тромбоза или па затоа се мерат димери, па скакнале. Меѓутоа прва линија на терапија, да кажам, за да циркулацијата и целосно се одржи здрава, нормална бременост е да се вежба. Мислам, го потенцираме зборот вежба, движи. Да биде физички активна. Да. Бидејќи за време на мирувањето се вуват и болки, нели, во грбот. Болки во грбот. А и самата бременост ги носи болките во грбот, па може ли да се потенцираат, предпоставувам, уште повеќе? Да, може понатаму во разговорот ќе објасниме, нели, зошто се и болките во грбот, бидејќи како бременоста, значи на почетокот таа нема болки во грб. Меѓутоа и нормална особа да лежи, може да ја боли грбот од предолго лежење. Меѓутоа, во моментот кога зборуваме за бременост, веќе кога влегува во вториот и третиот триместар, имаме тежината се поместува кон стомакот на предниот дел и веќе центарот за рамнотежа на гравитацијски на телото се поместува. На тој начин повторно боли грбот и ќе мора пациентката да барем да биде активна за да не ја боли грбот во овој момент, за тоа го зборуваме. Меѓутоа, другите бенефити се други повторно. Ќе проговориме за бенефитите од физичката активност за време на бременоста, но во кој случај докторот, гинекологот би советувал на трудницата мирување? Споминавте по одредени индикации. Има ли одредени состојби во бременоста што сепак бараат мирување? Да, значи, кога трудницата веќе значи, кај неа има компликации бременоста.
Значи, имаме препорака за апсолутно мирување, дури таму имаме и хоспитализација на самата трудница. Меѓутоа, воглавном, за да ги наброиме барем кои се апсолутни контраиндикации за физичка активност, макар и самата пациентка да биде од одредени дневни активности, да ги намали тие активности, значи кога имаме предвремено прснат воденик, имаме заканувачки контракции на предвремено породување, доколку има инкомпетенција на цервикс, па има секој ризик од предвремено породување, значи не ја става трудницата во една ризична група, каде што не може да се однесува како секоја здрава трудница која што може да ги обавува. Која има уредна бременост. Уредна бременост, да. Доколку има неконтролирана хипертензија. Значи исто така ја става во ризик група која што не може секојдневниот живот да го поистоветува со друга здрава трудница. Неконтролиран гестацијски дијабет, исто. Одредени кардиоваскуларни заболувања, тироидни заболувања, значи сето тоа доколку тие трудници сакат, првен треба да се стави основното заболување под контрола. Под контрола и потоа под контрола и со препорака на гинеколог да почне, не мора она најнаш да влезе во фитнес сала, меѓутоа нели барем од пешачење нешто, или да ги обавува барем дневните активности. Овие ситуации се изискуваат да она лежи. Така, да лежи. Понекогаш да препоракате повремено да лежи? Што значи тоа, колку часови во текот на денот? Да, повторно ќе кажам, значи индивидуално е, така? Да, индивидуално, меѓутоа кога зборуваме за целосно лежење, тие состојби се хоспитализираат кога треба да се лежи, целосно со мониторинг, да. И таков оддел има на клиника на клиниката каде што нели мора трудницата да биде постојано под мониторинг за да бременоста колку можеме да ја продолжиме. Така. Значи секој ден поминат на фетусот во стомакот на мајката е бенефит за детето, затоа го препорачуваме лежењето и покрај сите ризици кои што може од лежењето да се добијат. Значи, во тој случај мирувањето би имало придобивка за текот на бременоста, да се продолжи бременоста, но сепак се тука ризиците од мирувањето, колку што повторно и мајката и да лежи, постојат вежби кои што може и во креветот да ги обавува. Значи, повторно во соработка со физиотерапевт, кој што е вработен на клиниката, значи може, од масажа, значи на нозе, на раце, на грб, нели имаме соработка со сопругот, па тој може да учествува во тие активности. За да не дојде до атрофија на мускулите. Да. Тоа се сега современи препораки кога треба да лежи, меѓутоа не мора да биде одстранета од Ако е во кревет, меѓутоа може масажа, сето тоа, дури и вежби како што кажа во кревет. И сега едно од најчестите дилеми е дали трудницата може да вежба, да биде физички активна и какви вежби да прави. Кој е бенефитот од физичката активност? Еве, може ли да се сублимира во овој животен период на жената? Да, па денешнава трка, сите стресови се, меѓутоа кога ќе се влезе барем во овој период, ако генерализираме, значи вака да се поправам самата, во глобала здрав живот на сите се препорачува, на сите физичка активност поради седентарниот живот со работата врзани во моментов сега кога зборуваме за трудница. Секоја трудница која што е здрава особа не е контраиндицирана физичка активност. Физичката активност е сега за многу убав збор го имаат кажано антенатална физичка активност, која што веќе е влезен во протоколи на препорака. Кога што ние можеме да ги црпиме тие препораки од Американското здружение на гинеколози и обстетричари, Кралскиот клуб на Велика Британија на гинеколози и обстетричари, Канада веќе издава протоколи за препораки од 2019 година дека секоја здрава жена треба да биде физички активна, доколку била претходно активна, да продолжи. Сега ризична група се оние што се физички неактивни и пред бременоста. Треба да ги натераме да бидат барем оние вежби што во текот на бременоста, после ќе ги објасниме, барем во текот на бременоста кои ќе го олеснат текот на бременоста, да ги намалат барем компликациите, например од хипертензија, прееклампсија, гестацијски дијабет.
Постои студија дека дури 25% ја намалува и депресијата, физичката активност. Значи, сите полесно породување. Значи, сето таа физичката Може активност... да се намалат отоците што се буваат за време на бременоста со помош на физичка активност? Се забрзува циркулација, значи отоците најчесто или премногу стоење или премногу седење, затоа се препорачува активност за да отоците, особено најчесто ако се на крај на ден викаме да легне, да ги поткрене нозите, наутро се тие отоци ги нема. Меѓутоа, доколку постојат отоци цело време, тоа е веќе состојба која што треба да се јави на лекар и за да се исконтролира. Меѓутоа, отоци кои што се јавуваат поради предолго седење, предолго стоење, тоа се ситуации кои што не треба да ги практикува премногу трудницата и затоа треба да биде физички активна, нели за тоа цело време зборуваме. А дали она трудница што е физички активна, полесно ќе ја контролира и телесната тежина, односно, дали со физичката активност поедноставно ќе се спречи прекомерното зголемување на телесната тежина? Бидејќи некои жени знаат многу да се поправат и брзо да го сменат конфекцијскиот број откако ќе забременат. Да, па нормално ќе почне да за двајца, потоа да одмарат прекумерно. Да. Па во текот на бременоста секако се менува конфекцијскиот број. Сега хеланки се носат, па може нели да се модифицира тоа се. Меѓутоа друго да потенцираме дека тежината може да се зголеми, бидејќи е нормално да се зголеми, телото се прилагодува на самиот плод. Значи, максимум 10 до 15 килограми е дозволено покачување на телесната тежина кај мајката, бидејќи се мери мајката во тежина, а тука спаѓа и тежината на бебето, плодовата вода, постелката. Сето тоа, на тој начин мајката измерена во тежина е плюс што отпаѓа и на бебето, нели, и овие работи што кога ќе се породи, таа тежина што ја останала, таа треба да ја врати доколку сака, доколку може, доколку она биде физички активна, уште пред да, да речеме, има некој живот дека пред да остане трудна, она имала некои секојдневни активности на физичка активност, посетува било или спортува или посетува фитнес сали, знае како треба, пешачи, трча. Значи она веќе знае некој ритам има за кој е бенефитот од физичката активност. Веќе кога влегува во бремена, и е полесно да влезе во физичка активност, да намали, да зголеми, во зависност од тоа како и дозволува телото. Бидејќи мора да го слуша телото, не може да се презаморува од премногу физичка активност па да изгуби во тежина. Тоа не е добро да изгуби во тежина. Треба да се бараат причини. Во главном, физичката активност треба да биде барем минимум 150 минути неделно или 5 пати по 30 минути. Тоа е минимумот за здрава трудница која што сака да биде физички активна. Така. Треба да биде побудувана и повеќе, ако може, меѓутоа не зборуваме за спортување, зборуваме за физичка активност. А дали физичката активност ќе донесе некаков бенефит и за фетусот, за се уште нероденото бебе? Па оваа состојба, секако, физичката активност, барем во бременоста, не се само придобивки за здравјето за мајката. Значи, тие се и за фетусот, и за новороденото. Значи, кондицијата на мајката, самата активност ја забрзува циркулацијата. Значи, метаболизмот го забрзува така да не и дозволува целата она што потрошувачката на кислород ја зголемува. На тој начин обезбедува доволни резерви и за фетусот и за себе, за да бременоста, тоа се физичката активност не можеме да видиме, како да кажам, кои се бенефитите, само ќе се осети дека породувањето ќе бременоста и течела добро, нема болки во грбот, нема одредени компликации, се намалил ризикот од одредени болести. Породувањето протекло супер, добро, без сега можеби индикација за царски рез ќе биде сосема друга или не можеме да знаеме како ќе заврши породувањето. Главно дека кондицијата на мајката ќе биде толку добра да се заврши породувањето и побрзо да застане на нозе за да се врати во нормалниот живот во постпородилниот период. Ке ги поканим гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Доктор Виолета Николов, гинеколог акушер,
во приватната клиничка болница Жан Митрев е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги даде сите одговори на прашањата што вас ве засегаат и ве интересираат, а секако ние имаме исто така бројни прашања и бројни дилеми што бараме да бидат разрешени. Следната дилема е оние жени кои што биле физички активни, не е мал бројот на жените кои што денеска се грижат за сопственото здравје и сопствениот изглед со редовно вежбање. Откако ќе забременат, дали е неопходно да направат некаква промена во планот на вежбање или пак може да продолжат со истото темпо? Па, веќе зборуваме за жени што биле активни или жени што биле спортистки. Значи, денес... Ке разгледаме спортистките засебно. Ето така, да ги поделиме, бидејќи, значи, едните имаат еден живот, другите имаат друг живот. Така. Начинот на гледањето на физичката активност за двете групи е различен. Значи, оние што биле физички активни, посетувале часови по јога, пилатес, рекреативно кои што се занимавале рекреативно со не се менува спорт. многу. Прво да кажам дека јас како гинеколог не можам да навлегувам во формирање на тренинг, интензитет, јачина или жената колку може, како може. Тоа фитнес тренерите или некој тренер што она мора да се консултира. И што треба, можам само да дадам препораки. Така, но кои се гинеколошките препораки? Да, препораки, она што може. Меѓутоа за интензитет и јачина на тренинг е свесна самата жена, бидејќи во ниедна препорака не вика не смее. Не се забранува. Само се препорачува и не се препорачува. Значи во моментов препорачуваме, како што кажав и преска, 150 минимум е 150 минути физичка активност со типот на пешачење, брзо одење. Значи многу се добри вежбите во вода, бидејќи таму во подмината бременост тежината толку жената не ја осеќа, е полесна и подобро може да ги прави вежбите. Значи може да пилатесот, ако не го спомнав, може да танцува, така да двајцата партнери можат, нели, еве, физичката активност заедно да обавуваат. Сите оние спортови што се контактни или што изискуваат екстремни спортови, значи веќе тие се забранети. Ќе продискутираме подетално што е забрането, така. Добро, значи ајде да се задржиме тогаш што е забрането во текот на бременост. Еве да речеме возење велосипед, дали може? Се препорачува статички велосипед, бидејќи возење велосипед на отворено не е, поради може да падне, може да нерамен терен, па сето тоа придонесува до тресење на целото тело и тоа е неповолно за бременост. Можеби на почетокот во првиот триместар, меѓутоа после тоа не се препорачува возење велосипед надвор. Возење велосипед уште еднаш во домашни услови или во фитнес сала, статичен, да, може. Барем за тоа. Контакти спортови споменавте, тоа не е прифатливо, бидејќи може да дојде до повреда. Споменавте пливањето дека е препорачливо. Имаме гледач, пред да го вклучиме гледачот да ве прашам, еве, жената, значи што е трудна, може да оди на базен, дали постои ризик од водата? Доколку не е доволно чиста, па да добие некаква инфекција. Препорачувате ли да се оди на базен? Да, значи во препораките постои, може да се оди, освен денеска сите базени се хлорираат, имаат безбедносни мерки кои што, нели, мора да бидат чисти, стерилни, не можам да навлегувам во сето тоа, меѓутоа барем даваат едно чувство на сигурност дека нема бактерија која што може да се пренесе и да биде штетна по здравјето. Не само за трудната, и сите останати кои што ги користат услугите на базенот. Така да за трудна слободно може да користи базен. Ќе ги вклучиме гледачите со прашања, потоа ќе продолжиме наму каде што запревме. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната емисија. Добар ден, ве слушаме одлично. Добар ден. Повелете. Имам прашање. Така, повелете. Јас, керка ми е 45 години, мислам оперирана е на матка, мислам има тумори, оперирана, матката и стои, исто оперирана е од, мислам пак туморче на градата и градата не е извадена, ама мензис нема више, скоро година и пол, и дали може да остане бремена на некој начин, такам да знам. Така, значи веќе нема циклус менструален, така? Не. А претходно оперирана од бенигни тумори, така?
Бенигни се, Да. не се малигни. Добро. И ви интересира дали може да забремени на таа возраст, кои се шансите за тоа? Ви благодарам за вклучување во програма. Повелете. Вака го гледаме жената на 45 години, значи она секако спонтано веќе 45 години се релативно години кои што не може, треба да се може природата ако сака да даде. Меѓутоа во овој момент на оперирана дојка не сум сигурна, само не знаев дали е бенигно или малигно. Значи може прима терапија која што Кога што разбра бенигде бил туморот на матката, а не прашав за дојката. Значи, жената во секој случај треба да дојде на контрола, на гинеколог. Сигурно ќе треба консултација со доктор специјалист по стерилитет. Но доколку е завршен менструалниот циклус, доколку жената повеќе не добива менструација, има методи и начини, нели, за да се остане бремена, меѓутоа кај неа малку шансите и со болестите треба да се доиследи. Вака сега давање шанса лажна, не можам да зборувам за дали може или не може. Мора да има преглед, па да се види. Друго е 45 години неоперирана, дали може, отколку со болестите. Така. Ние продолжуваме понатаму, зборувавме за бременностите и оние спортски активности што не се препорачливи, не се посакувани, набројавте дел од нив, да не треба да додадете уште нешто. Колективните спортови. Колективни спортови, групни. Групни спортови, тоа се исто планинарење над 2000 метри надморска височина, освен ако претходно не планинарала самата особа или спортистка, па може да издржи. Меѓутоа препораки за над 2000 не. И до 2000 повторно е знак прашалник за дали може жената да издржи или не. Значи тука е сето тоа дилема. Во глобала сите лесни спортови, лесен спорт нема, меѓутоа главно да не биде контактно, да не биде насилно, исто нуркање, значи вајде нема да си дозволи. Нешто поекстремно, така. Поекстремно, да. Понекогаш на пациентите треба да им се каже, мисля дека ако не си го набрил тоа, дека е дозволено. Така да скијање, сурфање. Значи се тоа треба да им наброиш, бидејќи ако не е набројано, ако не е на листата, на црната листа, може би е на листа на дозволено. Така. Значи се што може всушност да предизвика некаква травма и повреда за време на бременост. Да, можеме веќе во вториот триместар исто така треба да внимава. Така се разликуваат ли вежбите во првиот триместар од бременоста, вториот и третиот? Да, како да ми ги читавте мислите. Значи вежбите во првиот триместар се разликуваат секако, значи многу е битно во вториот триместар вежби кои што нема да го зголемуваат притисокот во абдоминалната празнина и нема да прават притисок на матката. Значи стомачни во прв триместар може и меѓутоа бидејќи тие што биле премногу активни и правеле стомачни и некои други нели за зацврснување. Друго е зацврснување раце, мускули и нозе, меѓутоа веќе кога доаѓаме за стомачни и стомача регија. Да, меѓутоа многу е битно да бременоста е здрава, да нема крварење, да нема некои проблеми кои што можат да предизвикаат прерано завршување на бременоста. Значи во првиот триместар може, меѓутоа како веќе напреднува бременоста, не барем од стомачни, одредени сите што се вежби сега да не ги мислам да ги До кој месец може да се вежбаат вежби на грб, кога жената лежи на грб? Се препорачува до крај на бременоста, да, меѓутоа веќе во вториот триместар и третиот не се препорачува долго лежење на грб. Или доколку осеќа замор, се модифицираат. Повторно доколку е во контакт со физиотренер, па тој да и препорача. Значи тоа се модификува. Главно во првиот триместар вежба, повторно многу е битно зглобовите. Зглобовите да се ојачаат зглобовите, рацете, нозете, целосно. Значи веќе уствари телото се припрема за да полесно и мускулатурата на телото, за да бидејќи на крај на бременоста е се во мускулатурата, во дишењето, сите вежби се во знакот на најдобро поминување на бременоста и завршување на истата. Значи вежби на зглобови, дишење и рамнотежа.
Бидејќи рамнотежата како преска што кажав, значи не е централизирана на рбетот, веќе имаме напред стомак каде што тежината оди напред и сега најнаш трудниците кога ги гледаме како звонче одат, нели? И таа сега треба да вежба за да ги намали болките и во грбот, сето тоа тежината треба да износи, тежината нејзина игра голема улога, така што доколку е физички активна, сето тоа и допринесува да полесно се движи, полесно ги извршува вежбите, дали се пилатес, дали се јога, дали пешачење, брзо одење, трчање, лесен джогинг. Сето тоа е окей. Меѓутоа, вежбите, повторно ќе речам, за дишење се многу важни во третиот триместар, кога се припремаат и со одредени пилатес и јога, да ги зајакне мускулите, не само на стомачната празнина, и на карличното дно, за да во најдобра можна кондиција биде спремна. Така, има често пати јога за трудници, значи тоа е нешто што вие како гинеколог го препорачувате, да се даде шанса да се посетуваат тие часови. Што е со кегеловите вежби? Можеме да прочитаме дека во бременоста се препорачуваат овие вежби. За каков тип на физичка активност станува збор? И кој дел од телото всушност се активира? Мускулатурата на кој дел од телото се активира? Значи, кегеловите вежби се за намалување на ризик од уринарна инконтиненција. Значи, зборуваме за мускулатура на карлично дно. Со тоа, колку повеќе е во физичката активност во текот на бременоста на самата жена, треба да се обрне внимание доколку не ги практикува, да почне да ги практикува, бидејќи тие се вежби кои што не само ги зацврснуваат мускулите на карличното дно, го леснуваат породувањето и после породувањето на тој начин, бидејќи мускулатурата на вежбана е јака и дозволува брзо враќање барем на оној дел што е засегнат најмногу од породувањето, за да се врати во првобитната положба. Понатаму, затоа еден од ризик факторите за уринарна инконтиненција е слаба карлична мускулатура. Уринарна инконтиненција, само да појасниме дека е неволно испуштање на урина, подмочување. Да, тоа може да се јави и после породувањето веднаш, па треба одреден период повторно на вежби. Прва линија секако е на терапија физичката активност. Значи, самите вежби ќе го зацврстат карличното дно и ќе коригираат уринарната инконтиненција. На овој начин она инвестира во незиното здравје. Значи нешто како инвестициски фонд што зборува, сега имаме ние нели инвестиција во нашето тело. Колку повеќе му даваш, толку повеќе ќе добиеш. Колку често да се прават кегеловите вежби во бременоста? И дали е безбедно да се изведуваат во било кој период? Да. Кегеловите вежби може да се извршуваат во текот на целата бременост. Значи во самите препораки од дневно, нели 30 минути па и до 40, тие треба да бидат дел од самите вежби за физичка активност. Значи без кегеловите вежби практично и не би замислувала самата активност на жената. Препорака е да биде целата бременост и после бременоста, доколку може. Значи многу е битно жената да сака да биде. Така да самите вежби, самите упатства и самата друга состојба ја тераат на она што треба и како треба да се прилагоди на самата состојба и вежбите да ги прилагоди. Доктор, ке може да се вежба со тежина за време на бременоста? Па гледајќи ги сликите позадина. Дали тежината може да предизвика предвремено породување? Никаде во досега собрани докази, како што кажав и на почетокот, самите препораки за физичка активност немало во самите докази прибрано дека физичката активност е ризик фактор за предвремено породување. Значи ризик фактор за предвремено породување или било каква компликација со бременоста е понекогаш самите ризици од мајката, меѓутоа и непочитување на протоколите. Значи, ако забрани и ги даде препорака доктор дека не треба, значи поради тоа и тоа, значи треба да почитува самата трудница. Значи, и не дека во текот, имаме почеток на бременост, имаме некое крварење и сега имаме заканувачки абортус. Препорачливо е да мирува. Меѓутоа, во тој период, она трудница која што била претходно физички активна и таа ќе сака и тогаш да биде активна. Меѓутоа, тој период, додека, како да кажам, се
бременоста продолжи и се земе еден тек на нормална бременост, барем тогаш треба да мирува. Бидејќи ако не мирува, еве тогаш физичката активност треба да намали или да мирува, за да не дојде до компликација и да не заврши несакано. Меѓутоа, во принцип, контраиндикација физичката активност, мислам дека таа е ризик фактор за предвремено породување или било што, не. Што е со жените што не биле физички активни пред бременоста? Како тие да навлезат во светот на вежбањето со бебе во стомакот? Тие се предизвик. Тие се предизвик и целосно дури и нетрудните. Кога била нетрудна е предизвик, за да ја натераш да во нејзиниот... Да се мотивира. Да се мотивира, Но и да речеме дека сега имаат мотив плюс. За собственото здравје и здравјето на бебето да почнат да вежбаат. Да, убаво би било. Меѓутоа, ние во моментот во нашава држава немаме препораки. Еве, например, за препораката за, да речам, антенатална физичка активност, за количина на физичка активност, немаме препорака во моментов. Физичката активност не ни е дел од Национална здравствена стратегија, па да имаме брошури, да имаме некои флаери, за да биде достапно барем до сите препорачуваме, меѓутоа колку, како, вежбај или вежбај се. Движи се, дали може со тегови па мали тежини или со својата собствената тежина. Меѓутоа во глобала немаме еден, како да кажам, терк. Како да се придржуваме, што е лево, што е десно, што е здраво. Но постојат такви протоколи, така? Да, значи и што велат тие? Што треба да прави жената која што никогаш претходно не вежбала? Во тие протоколи вика дека секоја здрава бременост треба да продолжи да биде физички активна. Повторно незгодни се таа група на физички неактивни, дека треба да се мотивираат да бидат физички активни, посебно трудниците со неконтролиран гестацијски дијабет и оние жени кои што имаат body mass index над 25. Исто така и тие се предизвик. Што тоа значи над 25? Обезни. Обезни. Да, дека треба. Значи, бидејќи самата физичка активност по статистика светска вика намалување за 25% на депресијата, значи истовремено го негува менталното здравје, значи не само физичката кондиција, туку и менталното здравје го негува и намалува ризик од 40% на гестацијски дијабет, хипертензија и преекламсија. Покрај другите бенефити, нели, на кардиоваскуларниот систем, на метаболизмот на гастроинтестиналниот тракт, целосно, значи, како што кажав преска, инвестиција во сопственото здравје. Препораката е 150 уште еднаш да повторам. Со што да започнат, ева? Да речеме со пешачење? Што препорачувате? Со што да стартуваат? Тие што не се активни, најдобро би било со пешачење. Меѓутоа, за нив пешачењето можеби е премногу. Убаво би било 20 минути, например, да почне 3 пати во неделата. Наредната недела да го зголеми пешачењето 20 минути за 5 минути, 25 или па 20 минути 4 дена во неделата. Барем да биде редовна во и доколку може, барем 30 минути да ги посвети за себе. Пешачењето мислам дека и не е за секој може да си го дозволи. Веќе во бременост, освен ако е на работа, па работниот процес не и дозволува, во глобала трудниците, оние седечки што работат, не земаат боледување. Меѓутоа, малку кога им е потешка работата, знаат и те како да се чуваат, па веднаш одат на боледување, тога и повторно, и кога се на боледување, никој не им забранува да не бидат физички активни. Така, значи, но овој период обично го користат за да одморат, а одморот треба да биде активен. Всушност, значи активен одмор со движење. И сега треба ли да си го следат индивидуалното чувство за оптовареност, да се движат се додека не почувствуваат дека го загубиле здивот? Може се загуби здив од пешачење или не? Или прето само трчање може? Па добро, брзо одење и интензитетот е веќе поголем. Така. Меѓутоа препораката повторно е доколку го загуби здивот да одмори. Така. Или доколку тоа се случува со тренер, значи треба да се смени должината и интензитетот на тренингот. За да не доаѓа до губење на здив или губење на свест, бидејќи лесно може трудницата и од лежење на грб да изгуби и да се намали притисокот и да изгуби свест.
стрес, така да мора да се модифицира, да се слушаат овие симптоми на телото кои што кажуваат дека треба да се смени нешто. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Поздрав до вас во студијата. Ви благодарам. Би сакала да прашам за зголемена плодова вода. Се работи за трудница 35-та недела. Кои се ризик факторите за плодот, нормално и за трудницата, и што би можело да ја предизвика таа зголемена плодова вода? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторки. Па вака сега, значи 35-та недела рече. Значи првента трудница требало, се надевам дека скринингот што го направила на 22-та недела дека било се окей. И кој ја диагностицира зголемена плодова вода, значи таа жена сега веќе треба да оди на контроли, поради тоа што веќе влегува во крајниот период на породување и да се менаџира породувањето. Која е причината и зошто? Треба да се побара, значи истовремено пропратни, дали има болести од притисок, значи дали има отоци на нозете, да се видат протеини во урина, значи да се види која е причината. И сигурно оваа состојба така нема да се остави да биде дома. Може да има последица на бебето? Мислам дека тоа беше едно од прашањата на гледачката. Значи самата контрола укажува дека што ми ја веќе ќе почнат на 2 дена да закажуваат да дојде на контрола. Значи контролата значи дека нема да се остави. Нема да дојде до такво нешто. Во принцип денешните трудници се контролирани. И може би денеска бил прегледот, се измерила повеќе вода, утре ќе дојде за 2 дена на контрола, па ќе се измери. Значи, затоа се прават 2-3 контролни прегледи за да се види дали е тоа, дали има потреба. Значи се мери плод, биометрија, сете ќе се види, значи се менаџира, значи во глобал. Се менаџира ваша веднаш не се оди на завршување, значи затоа плюс е 35-та недела, не е. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Се надевам дека успешно ќе се вклучи гледачот. Бидејќи пред малку имаше обид тоа да го направи, но не успеа. Еве уште една можност за него. Добар ден. Ало. Ве слушаме одлично, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сакам да кажам нешто за Евана во Штип. Ќе ве замолам, ова емисија е за здравство, за сите останати проблеми, ќе се јавите 1 час по завршувањето на Телма амбуланта во црвена линија и таму ќе можете да ги кажете сите ваши проблеми поврзани со ова што сакавте да го потенцирате. Ние продолжуваме понатаму. Доктор, ке зборувавме за трудниците кои што претходно не биле физички активни, но сега ќе преминеме на спортистките. Дали тие можат да вежбаат со истен интензитет, да имаат професионални тренинзи во текот на целата бременост? Бидејќи секакви примери гледаме на Инстаграм, на социјалните мрежи. Да. Има некои што продолжува да креваат тегови. Да, тоа веќе мислам кревањето тегови веќе нема, не се препорачува веќе во бременост. И во принцип професионалните спортисти, бидејќи денес спортот е бизнис. Самата професионална спортистка го менаџира бременоста, кога да остане бремена, кога не. Кај нас во Македонија мислам дека немало, барем јавно до сега, дека некоја спортистка за да остане бремена имала проблем. Во светот, каде што е бизнисот и текако има проблем, ќе останеш сега, ќе останеш наредна година, бидејќи сега, кога се влегува веќе, кога останува бремена, веќе се модифицираат вежбите. Може би во првиот триместар се уште има сила и она самиот ум, самото тело и дозволува да одредени вежби може да ги издржи. Како ќе напредува бременоста, нема да ја дозволува самото тело нема да ја дозволува и мора да ги модифицира. Ќе почне да размислува мајчинството, прогестеронот почнува да ги менува, чувствата, хормоните, значи самата жена се менува и почнува да мисли во знакот на бебето, породувањето. До тогаш не одела во продавници за бебешка, сега ќе почне да оди да шета нели по продавници. Сето тоа самиот живот почнува да и се менува.
Меѓутоа, дека она ќе продолжи да вежба и да спортува, како што кажавме, еве, потекнува од колективен спорт. Значи, ќе престане со тренинзи. Но останувањето физички активна во текот на бременоста ќе дозволи да брзо се врати во форма после породувањето. Претпоставам и да си ја врати и нормалната И телесна нормалната, и тежина, евентуално не само да за се- спортистките, туку воопшто сите жени кои што се физички Да, и да се активни. врати на терен. Значи, се зборуваме терен, нели, во спортот, во каде што доколку и во тој период постпартален и дозволува да брзо се врати. Значи, повторно мора да си даде себе си шанса, одмор, некој да речеме, нели, да се посвети на самата бременост на детето. И тоа. За трудниците кои што имаат уредна бременост и се физички активни, ќе треба ли да внимаваат колку течност внесуваат? Постои ли ризик од дехидратација? Мора да внимаваат, значи конкретно кога е многу жешко, треба да внимаваат, значи тогаш да не физичката активност да биде модифицирана според значи во летни горештини, таа не е препорачливо и да излегува и да вежба, значи најчесто се бира или рано наутро, како и секоја друга здрава особа, наутро, навечер, во поладните часови. Хидратацијата е најважна, значи пиење вода пред и после тренинг. Тоа е најважно. Значи, храната мора да биде разновидна, балансирана, да има и овош и зеленчук, нели, чинијата треба да биде осите бои. Тоа е препораката. Покрај исхраната, значи, еве, како што се и на сликиве, значи да носи удобна облека, да не носи премногу стегната облека, за да таа стегната облека ја Да не пречи на стомакот? Да не пречи на стомакот. Денеска има хеланки, значи такви некои Лесно растегливи. лесно растегливи, да, на телото да диши, значи за да не предизвикува и неа тежина и да функционира добро во удобна облека за неа, за незината состојба. Може на почетокот ќе биде удобно и тесни, меѓутоа после како ќе поминува бременоста и како ќе сака да удобна облека да има. И додека вежба, колку време да трае вежбањето? Кога да знае дека треба да запре? Има ли некој сигнал некој симптом кој што треба да биде аларм дека не треба да продолжи понатаму? Па кога ќе се премори, значи може, ако зборуваме во текот на вежбањето, земањето здив, нели, губењето на здив е првиот знак кој што она треба да одмори, барем за тој тренинг зборуваме. Така. Или веќе наредните тренинзи, ако неколку пати се случува тоа, треба да ги модифицира тренинзите. Значи, повторно ќе речам, или ако сама си ги креира тренинзите, или со физиотренер, или бидејќи денеска има и на онлайн, може да вежбаат, така да штом ќе загуби здив, она треба да одмори. А колку И треба ги да биде прилагат. максимум пулсот додека се вежба? Знаеме дека при вежбањето се забрзува срцевата работа. Па веќе не можеме тука да зборуваме ко за спортисти, многу е битно, нели, брзо покачување и брзо да се намали. Значи тоа дека сега повторно не можам да зборувам за некој кој ќе рече физиотренер, тој што треба овие работи да си ги препорача. Јас како гинеколог исто не би влегла во тие препораки, да кажам. Меѓутоа, она конкретно земањето на здив е тоа што треба да ја натера да ја модифицира вежбата или да престане со тренинг. Да одмори, па може да продолжи. Тоа е тестот со разговор, викаме, додека вежба, доколку може да зборува, значи она може да продолжи со тренинг. Штом зема здив и се зема здивот, значи она мора да престане. Покрај интензитетот на тренинзите, она мора да евентуално ако не може секој ден, барем преку еден ден, меѓутоа да го задржи темпото на физичка активност. А после породувањето, колку време после породувањето може да се почне со физичка активност и дали препорачуваат брзо по породувањето жената да се врати на Да, во принцип 6 вежбање? недели, кажуваме постпородилен период, кога ќе се направи првата контрола на гинеколог, за да се види состојбата на самата трудница, и тоа е период кој што е доколку е она спремна за да вежба, значи барем да пешачи. Значи денеска сме видели мајки, децата во кенгури и сите тие собиранки на мајки со деца, нели?
се многу убави и убави на слики кога ќе се сето тоа ги мотивира и убаво како да кажам убави мотиви се за да излезе. Значи дури она што не била активна, сега може да биде активна, меѓутоа нели да не се за прошетка. Барем за прошеткот и сето тоа е физичка активност, да воздух да земеш, да наполниш бели дробови, сето тоа е бидејќи физичка активност не е по дома работењето. Треба да испанеш барем парк, да пропешачиш и искрено сите тие активности со трудници и со бебиња во кенгури многу ми се допаѓаат. А што со жените кои што се породени со царски рез, а сакаат да почнат да вежбаат? Дали кај нив важат некои поинакви правила? Па вака сега, во глобала, таа го слуша своето тело. Значи, ниту царскиот рез може само да ги продолжи одредени денови на одмор, меѓутоа враќање на било какви дневни активности, бидејќи за мене искрено пешачењето е дневна активност. За некој не е. Меѓутоа, доколку низиното тело е спремно, барем, во моментот кога е спремна, таа може да се барем да почне со пешачење, брзо одење. Значи, еве, јога, дома, може. Значи, денеска, нели, тие онлайн часови ни дозволуваат и дома да бидеме активни, да. Така да не мора она да има некои припреми, па сега ранец, спремање, нели да оди да излезе. Не мора тоа време да се губи за да се стигне до местото за вежбање, доколку нема време сега. Денеска се прилагодуваме на секаков начин. Иако тоа е мотив плюс, па кога ќе отида некаде каде што има и други луѓе што вежбаат, но сепак може и во домот да се направи еден успешен мини тренинг, домашен, кој што би го подобрил здравјето и на трудницата, и на жената што се породила, а и воопшто, на сите жени тоа позитивно да влие. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека со овој разговор ги мотивиравте трудниците да бидат физички активни, бидејќи има многу бенефити од физичката активност, ги набројавте. Еве, оние што не вежбале до сега, можеби може да почат со прошетки и со шетање, така? Да, прошетката, шетањето е најидеалното. Мислам дека ќе потрошиш време на нешто што е без пари, а многу значи. Така. Ви благодарам уште еднаш за денешното гостување, ќе им заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание и проследија уште една емисија на Телма амбуланта која што ја реализиравме во соработка со приватната болница Жан Митрев. Ви посакувам убав ден.